Денес би сакал да го освежиме нашето размислување во врска со темата која што ја начнав пред 2 саботи, како продолжение на беседите во врска со 2300 вечери и утрини, а конкретно таа тема се однесуваше на мерзоста на запустението. Кога сме веќе кај неа, кај таа мерзост, значи споменавме дека во Светото Писмо, во книгата на пророкот Данијел, каде што самиот Господ не упатува да читаме и кој чита, значи да ја разбереме, вие погодивте дека овој израз, кој што во еврејскиот оригинал гласи Шикуц Шомем, се споменува во Данијел 12 глава 11 стих, 11 глава 31 стих. На која друго место се споменуваше? Се сеќавате? 8 глава, иако во 8 глава беше под еден друг назив, значи не Шикуц Шомен, туку Пеша Шомем, значи како престап на опустошувањето. Би сакал да го прочитам тој текст, да отвориме, значи се враќаме повторно на Данијел 8 глава. Сите адвентисти знаат како гласи 14 стих од 8 глава. Меѓутоа, ретко кој знае како гласи 13-тиот. Мнозина го читаат 14-тиот, мнозина се сеќаваат на 14-тиот, бидејќи таму се содржи оној израз 2300 вечери и утра, односно денови и ноќи во разни преводи. Меѓутоа, 14-тиот стих представува само одговор на едно прашање што е поставено во 13-тиот. Па затоа би сакал да го прочитам прашањето. Значи Данијел 8 глава 13 стих. И чув како еден ангел прашуваше друг, велејки: до кога ќе трае тоа? Од видението за секојдневната жртва и за безчестното опустошување. Вака е преведено овој израз на ова место. Што ги гази светилиштето и војската небесна. Значи, во врска со сета предходна визија што Данијел ја видел, еве да го прочитаме 12-тиот стих, последниот стих кој што ја опишува визијата, во врска со она што го прави малиот рог. И народот беше предаден заедно со секојдневните жртви поради безчестието, а тој, малиот рог, откако ја собори вистината на земјата, действуваше и успеваше. Малиот рог е опишен како оној кој што се дигнал и против Христа, водачот, заповедникот на небесната војска, тоа го докажавме во Исус Навин 5 глава, ако се сеќавате, кој е тој заповедник. Малиот рог е оној кој што на Христа му ја одзел секојдневната, тоа е еден посебен израз, за кој што долго време се воделе и се водат се уште расправи во адвентизмот, што означува тој израз, секојдневната. Бидејќи изразот жртва не постои во оригиналот. Иако многу преводи велат секојдневната жртва, изразот жртва не постои во оригиналот, туку само секојдневната. Малиот рог е оној кој што, како и во 7 глава, се кренал против народот Божи, против светиите на Севишниот, нели? И во 12-тиот стих се вели дека народот беше предаден заедно со секојдневните жртви поради безчестието, а тој како ја собори вистината на земјата действуваше и успеваше. И сега тука завршува визијата, замисли.
Тука завршува она што Даниел пророкот го видел како визија. А 13-тиот стих представува нешто што Даниел го чул. Значи, тоа е нешто што би можеле да го наречеме аудизија. Всушност, во еврејскиот јазик се употребува два различни збора. Визијата до 12 глава се нарекува хазон. А ова аудизија, значи, она што Даниел само го чул, како еден ангел разговара со Господа, бејќи тој вториот е Господ лично, тоа е наречено маре во еврејскиот јазик. И на крајот од главата, каде што ангелот му објаснува многу работи на Даниел, се вели 26 стих, а и видението за вечерта и утрината, значи се споменува како некое посебно видение, за кое ти се рече ке се исполни, ти сокри го тоа видение, зашто се однесува за далечни времиња. Тука се употребува за место видение тој израз маре, а за целата претходна визија, во врска со малиот рог, се употребува еврејскиот збор хазон. Значи, 13 стих представува сега прашање. И чув како еден ангел прашуваше друг, вели нашиот превод, велејки до кога ќе трае тоа од видението за секојдневната жртва и за безчестното опустошување. Еве го тој израз. Малку се разликува од мерзоста на опустошувањето, споменат во другите глави, а тука е безчестно опустошување. До кога ќе трае сето тоа? Оно опустошување е овде опишано како нешто што ги гази светилиштето и војската небесна. Значи го гази Божиот народ и што друго гази? Светилиштето го гази. Кој е светилиште? 14 стих дава одговор и вели: другиот му рече, овој другиот е самиот Господ. Постои една интересна комбинација на зборови во еврејскиот оригинал за 14 стих, кој што ни открива дека тој другиот е самиот Господ. 2300 вечери и утрини, значи до тогаш ќе трае. Како одговор на тоа прашање се кажани овие зборови. И тогаш светилиштето ќе се очисти. За која светилиште станува збор? За Господовото светилиште. Кој светилиште малиот рог го газел и го опустошувал? Господовото светилиште. И вие го споменавте тогаш пред 2 саботи и текстот во Даниел 9 глава, 27 стих. Тука се споменува гнасниот пустошник. И во една седмица ќе склопи завет со мнозина, а во половината на седмицата ќе престанат жртвата и приносот, а на врвот од светилиштето, тука се вели, ќе биде поставен гнасниот пустошник. Се додека предопределената пустош не го собори пустошникот. Што значи овие зборови? На овие зборови не упатува самиот Господ. Интересно е што преведувачите на овој ревидиран превод се обиделе да го толкуваат овој стих. Бејќи доле во фуснота се кажува дека под гнесниот пустошник се однесува на пагански лик, кој подоцна бил поставен во Ерусалимскиот храм од страна на тугите поробувачи. Не знам на кој лик мислат они, веројатно на некои символи на римјаните, меѓутоа, кога римјаните дошле, храмот бил целосно уништен. Неки видиме на што се однесува овој израз. Малиот рог навистина е Рим. Тој го се кренал против Христа. Господ Христос бил убиен од страна на римската власт, де факто, односно бил погубен од страна на римската власт. Евреите само по себе не можеле да спроведат
смртна казна без одобрение на римската власт и без нивниот авторитет. Рим навистина го разорил и го уништил Ерусалимскиот храм. И за ова ќе видиме некоја наредна сабота во детали како пророштвото за 2300 вечери и утрини се исполнува детално во врска со разорнувањето на Ерусалим во 70-та година од првиот век. Меѓутоа, дали тука престануваат активностите на Рим во врска со Господовата жртва и неговото светилиште и со Божиот народ? Дали Рим само го убива Христа на крстот, го разорува храмот во Ерусалим, ги прогонил и погубил илјадници евреи, и дали тука завршуваат активностите на Малиот рог во врска со Божиот народ, Божијата црква и Божиото светилиште? Множина христијани сакаат тука и да заврши сето тоа. Значи, под Малиот рог да го подразберат само паганскиот Рим, ако Рим воопшто мора да се подразбере. Множина христијани не сакаат да го подразберат Рим воопшто. И затоа се ограничуваат само на Антиох IV Епифан пред Христа, за кого зборувавме, или пак зборуваат за некој иден антихрист. Тој идниот антихрист не може да биде никој друг, туку повторно Рим. Се разбира, Рим не е само пагански. А Рим, кој е денес наследникот на Римската империја? Која држава денес постои, која што е наследник на старата римска држава, која што го зборува истиот јазик, јазикот, официјалниот јазик на Римската империја, и ден денес официјален јазик на таа држава, и чиј што поглавар го носи истиот назив, истата титула што ја носеле римските цареви, Понтифекс Максимус. Тоа е папскиот Рим. Се работи за едната иста сила, во континуитет. Што представува сега мерзоста на опустошувањето, гнасното опустошување, или гнасниот пустошник, или во 8 глава безчестното опустошување, или престапот на опустошувањето. Овој израз посебно не интересира, бидејќи на сите места во книгата на пророкот Даниел, овој израз се споменува паралелно со оној другиот, секојдневната жртва, односно само секојдневната. Хатамид, секојдневната, постојаната, на еврејски, без зборот жртва, бидејќи тој не постои во оригиналот. Кога евреите ја читале книгата на пророкот Даниел, тие сигурно разбирале зашто станува збор. Бидејќи Библијата никогаш не зборува за работи кои што не им се познати на луѓето. Меѓутоа, нам денес потребно ни е да научиме како евреите го разбирале овој израз конкретно и за таа цел каде ќе се обратиме. Тука би сакал да искористам еден момент, да кажам нешто во врска со богатиот младич, бидејќи за време на пауката и немаше време, а и не сакав и јас да одземам време повеќе. Прашањето беше, некој од вас забележав, си го поставува прашањето, дали ние треба да продадеме се, како младичов. Не. Овој повик бил упатен лично до него. Христос го повикал овој младиш да стане апостол. Му е дал највисоката чест што може да има било кој Христов следбеник на оваа земја. Да се придружи на апостолите. Замислите,
која предност ја испуштил овој човек? Се знаело дека Јуда ќе биде предавник, барем Христос тоа го знаел, ако другите се уште не знаеле. И наместо апостолите да фрлаат ждрепка по тоа, кој да го завземе местото на Јуда, Искариот, Христос си подготвил човек кој што ќе го завземе неговото место. Му понудил на богатиот младшич да стане апостол, негов следбеник, но овој таа прилика ја испуштил. Зошто овој млад, не само богат, туку и образован евреин, ако се било богат, се било и образован во постари времења, и обратно. Зошто овој човек мислел дека го пази, го запазил целиот, односно сите заповеди? Видите, размислувал еврејски, а тоа значи легалистички. Значи, верувал во еден Бог, празнувал сабота, не го изговарал воопшто Божието име, евреите воопшто не го изговарале, не напразно, туку воопшто. Од таму потекнува именката Господ. Адонај, Кириос, Господ. Значи, наместо да се спомене Божиото име, Јахве, или скратено само Ја, што во Библијата се запишувало тоа име, меѓутоа не го изговарале, тие уфрлувале заменка. Значи, Адонај, мојот Господар, Господ. Не се кланял на слики, кипови и така натаму, почитувал татко и мајка, бил млад, значи имал се уште, да претпоставиме, живи родители, што ги почитувал, не крадел, не лажел, не убивал, не сведочел, било како криво. Не знам како стоел со 10-та заповед, бидејќи со неја апостол Павле лошо стоел, како што ни открива како евреин, како фарисеј, лошо стоел со таа заповед, бидејќи таа заповед е само духовна. Тука не може човек да се фати на ништо формално. 10-та заповед е само духовна. Не посакувај. И сега, младиот човек мислел дека се држи, се запазил, а зошто едно му недостигало? Значи, што е тоа што му недостигало? Не разбирал, значи, според словото на законот, според буквата, ако го гледате законот како правен пропис, држиме се. Меѓутоа не го разбираме моралниот закон, суштината, духот. Според духот на законот, овој млад човек бил идолопоклоник. Зошто? Тоа многу лесно се докажало. Тој не можел да се одвои од своето злато и сребро. Има ли нешто од што не можеме да се одвоиме? Што по секоја цена ќе се држиме за тоа до крајот. Ако постои нешто такво, тогаш тоа се вика наш идол. Законот е духовен, ке рече подоцна поранешниот фарисеј Павле. Затоа што разбрал дека Божиот закон не се правни прописи. Моралниот закон, оно што навлегува длабоко, вели како меч со две острици, дури во самата во срцето, во мождините, вели, низ бубрезите, вели, ги расудува мислите и помислите човечки. Не е правен пропис. Тоа е нешто многу повеќе од тоа. За нас денес па воопшто и не е правен пропис. Ние не сме под законот на начинот на кој што евреите биле под законот во Стариот Завет. Меѓутоа, некои прописи од тој закон се во нашите законодавства државни, например, се казнува убиство, кражба и кривично се гонат. Меѓутоа, се казнува ли прелюба, блуд, неморал? Еве, блудната трансевропска дивизија рекламира блуд и неморал на некои своји трактати.
Живееме во едно паганско општество, каде што најважните, моралните, суштинските начала на Божиот закон не се почитуваат. А се почитуваат и некои форми. И тие се разбира, форми не се почитуваат така како што бара моралниот закон, туку така како што бара буквата. Значи може да се оплячка цела држава, буџет, да се направи како што самите наши политиканти велат, кога се обвинуваат еден друг, како во серијата Долна на волците, еден друг се нарекуваат нечестници, со тоа докажуваат дека сите се нечестници. Дека е спроведена криминална приватизација. Че самите признале дека се криминалци. Значи, ако ви украдете нешто, ќе ве гонат. А нив кој да ги гони? Не постои тука некој Путин кој што нив ќе ги стрпа во затвор. И затоа тие прават што сакаат. Далеко е Петар Гошев од Путин. Се пешегував малко. Да. Овој израз шикуц шомем се споменува на повеќе места во Стариот Завет. Ке имаме време да ги прочитаме само сите тие места, за да разбереме. Прво ќе отвориме во Второзаконие или Петта книга Мојсеева, дваесет и девета глава, седумнаесети стих. Еве зашто преведувачите и издавачите на ревидираниот превод рекле пагански лик во Ерусалимскиот храм за гнасниот пустошник од 9 глава, 27 стих на пророкот Данијел. Значи, Второзаконие, Петта книга Мојсеева, 29, 17. Што ни кажува овој текст? Дали го најдовте текстот? 29 глава. Интересно е, во овој превод 29 глава фали. Дали некој би сакал да го прочита текстот што го посочив? Има 28, има 30, 29 глава фали. Два пати има 30. Да, бе, стварно. Ај Борче нека го прочита 17 па да го откриеме. Добро. Ги видовме. Така почнува стихот, не? Ајде да не губиме време. Ја утнале тука во ревидираниот превод. Овој превод што стои само на катедра, така ја не го користам лично. Кај се наоѓа текст? Сега како да идентификувам страницата? Да, ајде да не губиме време. Значи, важно е дека текстот зборува за гнасни идоли и ликови, значи пагански кипови од сребро и злато, така. Значи, тука изразот, истиот израз за кој што зборува пророкот Данијел и некој што не упатува самиот Христос, шикут шомем, се споменува на ова место. Се однесува на што? На гнасните пагански ликови, дури ако се и од сребро и од злато. Одеме понатаму. Втора Царевите, 23-24. Сега внимавајте какви преводи имате кај Царевите, затоа што Царевите, како што знаете, се поделени различно во различни верзии.
затоа што во некои Библии, по урнек на Септуагинтата, Самуиловите книги се наречени прва и втора книга за царевите, па првата и втората книга за царевите се наречени трета и четврта. Да, во овој случај, ако вашата Библија посебно ги споменува Самуиловите книги како Самуилови, тогаш имате само две книги за царевите, како такви. 23 глава, 24 стих. Се зборува за времето на царот, еврејскиот цар, јудејскиот цар, Јосија, или во овој превод се држале поверно до оригиналот, па го нарекле Јошија. И за тоа како била прославена првата Пасха во Ерусалим во времето на овој цар, верниот цар Јошија, во 80-та година од неговото владење. И во врска со овој цар се кажува каква реформа направил во Израел, односно во Јуда, во Јудеја, во негово време. Јошија исто така ги истреби и со кого започнал? Повикувачите на мртви. Многу актуелна тема и во 21. век, како и во времето на царот Саул. Нели? И магесниците, исто така полне 21. век до сега, овие 14 години, со вакви фаци. И вражалците, и идолите, еве ги идолите, и сите пагански богови што се сретнуваа во јудејската земја и во Ерусалим, за да ги исполни зборовите на законот напишан во книгата на свештеникот Хелкија, кој ја најде во домот Господов. Замисле, во времето на Јошија, евреите толку биле забегани во отпад, што воопшто не постоела копија од Мојсеевите книги, од Тората, додека во времето на Јошија не откриле една таква копија, некаде свештеникот Хелкија ја открил некаде во Ерусалимскиот храм, во домот Господов. Замислите, една нација толку да забега во отпад, да повеќе не постои Библија кај никого, и одеднаш да се открие некој примерок Библија, на некаде, зафрлена некаде во некое место. Колку длабок отпад имал еврејскиот народ во тоа време. Страшно нешто. Со векови евреите биле склони на идолопоклонство. На сето ова што е тука опишано. Пред се и на пагански ликови, кипови, идоли, на нив се однесува овој израз, гнасниот пустошник. Продолжуваме со друг текст. Втора книга Дневникот или Летописи, зависи каков превод имате, 15 глава, 8 стих. Втора книга Дневникот или Летописи, 15 глава, 8 стих. Кога ги чу Аса тие зборови и пророкствата на Азарија, синот на пророкот Одед, тој се охрабри и ги отстрани незнабожечките гнасоти од целата земја јудејска и Венјаминова и од градовите на Ефремовата гора, што ги беше презел. Го обнови и жртвеникот Господов, што беше пред Господовиот трем. Дали досега разбираме како еден просечен евреин го разбирал изразот шикуц шомем, мерзоста на опустошувањето на неговиот јазик? Досега зашто читавме? Незнабожечки пагански гнасоти, ликови од сребро и злато, особено кога таквите се поставуваат во Божиот дом, во време на отпад, во времето на така наречените зли цареви. Се сеќавате поимот добар и лош цар, добри цареви и зли цареви, се употребува многу често во историјата на Стариот Израел.
Повеќето цареви биле, за жал, зли цареви. Сеќавам кога на времето едни наши верници го потребува овој израз за тогашниот претседател на македонската мисија. Бидејќи еден лош цар од Израел, царот Озија, ако не се лажам, го заковал, го затворил домот Божи, повеќе да не се влегува во него. Така беше затворен и овој молитвен дом цела година дена. Во текот на 94-та година до јуни 95-та година. Имаме и уште текстови за читање. Езекијел 37, 23. Да го прочитаме и овој. Книга на пророкот Езекијел, Тридесет и седма глава, 23 стих. Езекијел 37 глава, тоа е главата што зборува за воскресението на сувите коски. Многу убава глава. Значи, Господ вели дека така ќе го воскресне, така ќе го обнови својот народ Израел. Ево интересно да почнеме од 22 стих. Во таа земја по планините израелски, јас, Господ, ќе ги направам еден народ и еден цар ќе биде цар над сите нив. И нема да има повеќе два народа, и нема повеќе да се делат на две царства. И нема веќе да се осквернуваат со своите идоли, со своите гадоти, ајде го повторам тој израз, и со разни своји пороци, гнасниот пустошник. Ќе ги излечам од сите нивни живеалишта, каде што грешеле, и ќе ги очистам и ќе бидат мој народ, и јас ќе бидам нивни Бог. Скоро секаде каде што во Стариот Завет се споменуваат паганските идоли, наречени се гадоти или гнасоти. И затоа мене ми е најомилен се уште до ден денес изразот со кој што паганските идоли или богови се преведувани во преводот на Ѓуро Даничич. Например, се вели, не се вели идолот или, например, Велзевул, идолот или богот акаронски, туку се вели како? Велзевул, гадот акаронски. Паганските идоли се наречени гадови. Знаете ли зашто се наречени гадови? Затоа што тоа и се. Денешните идоли на светот, што се? Ако не сите, повеќето се гадови. И тоа такви гадови, што тоа не може да се скрие. Денеска па тие гадови отворено си ја покажуваат својата гнасотија. И воопшто не се срамат од неја. Прочитавме, значи, неколку стихови од Стариот Завет на разни места, каде се споменува изразот мерзост на запустувањето. Има и други стихови во Стариот Завет, каде се споменува оној израз конкретно, што се споменува во 8 глава. Значи, изразот престап на опустошувањето или безчесно опустошување, тука во нашиот превод. Пеша шомем, за разлика од шикуц шомем, мерзоста, гадоста, гнасотијата на опустошувањето. Да ги прочитаме и овие стихови. Имаме два такви стиха, значи конкретно такви стихови кои што се споменуваат, каде што се споменува изразот престап на опустошувањето, истиот израз што го наоѓаме во 8 глава 13 стих на пророкот Данијел. Првиот текст ќе го прочитаме во Амос 2.4
Книга на пророкот Амос, 2 глава, 4 стих. Амос 2.4. Така вели Господ, за 3 престапи на Јуда и за 4 нема да го поштедам. Заради тоа што го отфрлија законот на Господ и наредбите негови не ги запазија и идолите по кои одат татковците нивни ги заведоа. Значи, тука изразот престап се споменува во 4 стих. Истиот израз што е споменат во Данијел 8 глава 13 стих. Да го прочитаме и 6 стих од истата глава. Така вели Господ за 3 престапи на Израел. Значи прво беше за Јуда, 4, сега за Израел, Северното царство. И за 4 нема да го поштедам, бидејќи тие продаваат праведник за пари и сиромав за чифт сандали. И така натаму, газат врз главите на сиромасите, ги туркаат сиротите од патот, дури татко и син одат при иста жена, за да го безчестат моето свето име. Престап. Малиот рок е некој кој што ќе постави мерзост, гнасотија на опустошувањето. Малиот рок е некој кој што ќе направи престап на опустошувањето. А сето тоа ќе го направи откако на Христа ќе му ја одземе секојдневната. Дали до сега разбираме што значи мерзоста на запустувањето? Што значи престапот на опустошувањето? Што е тоа што малиот рок го прави и го направил? Дали направил нешто вакво? Дали се уште прави нешто вакво? Но пазите, во црквата го прави сето тоа. Затоа е тоа гнасно и затоа тоа доведува до опустошување. Дали малиот рок подигнал пагански ликови и идоли во црквата? Што не кажува Откровението, конкретно? Што ќе направи вториот звер? Ќе му направи икона на зверот. Значи не Христова икона, икона на зверот. Веројатно, некои луѓе се соблазнати од овој израз икона и затоа во новиот превод решили да го преведат изразот со биста. Не престанува збор за другарот Тито или не. Обично во комунизмот се нарекува бисти. Поемот икона пак не го имплицира комунизмот, току имплицира нешто друго. Во конкретниот случај православната црква. Католиците не се толку по икони, но се по она најпаганското, кипови, директно, значи по извајани тродимензионални фигури. Што ќе направи вториот звер, Откровение 13 глава? Дали може тамо да прочитаме? Се сеќавате што ќе направи? Откровение 13 глава. Дванаесетиот стих вели за вториот звер и ја вршеше сета власт на првиот звер во негово присуство и ја присилуваше целата земја и жителите нејзини да му се поклонат на првиот звер, чија смртна рана се беше исцелила. И правеше големи чуда, па дури и оган симнуваше од небото на земјата пред луѓето. И се 14 стих. И ги мамеше земните жители со чудото што му беа дадени да ги врши пред зверот, велејќи им на земните жители да му направат што? Еве, овој превод вели биста. Да му направат лик
икона на зверот, кој имаше рана од меч и остана жив. И дали само тоа ќе биде? Дали се работи за материјална слика, биста или икона? И ќе направи сите, мали и големи, богати и сиромаси, слободни и робови, да им стави жик, белек на десната рака или на челата нивни. Та никој да не може ни да купува, нито да продава, освен оние што го има тој белек, или името на зверот, или бројот. Бројот, на што е бројот? 666 број. Бројот на името него. Самиот стих ти кажува што значи бројот. Бројот на името негово. Денес, во Ендрус универзитетот, ова не го знаат. Докторите по теологија ова не го знаат. Тие го бараат бројот на секое друго место, само не во името на зверот. Јас ова го знаев одамна, уште минатиот век, дека денес во новата теологија на адвентизмот се порекнува називот Викариус Филии Дели, како Филии Деи, че заменик на Синот Божи, како официјална титула на римскиот папа. И се тврди, и еден проповедник од Белград тврдеше во Влае, во местната црква Влае, пред некоја година, го тврдеше истото, значи денеска и во Македонија се проповеда тоа, дека папата никогаш не носел таков назив, Викариус Филии Деи. Но јас дома се уште имам едно списание од покојниот Расло Стендиш, каде што се цитираат зборови на католичко списание од 1915 година, каде што самата католичка црква, списанието на католичката црква носеше наслов Нашиот неделен посетител, Our Sunday Visitor, од 1915 година, скоро пред 100 години, че пред 99 години, каде што самата католичка црква тврди дека Викариус Филии Деи е една од официјалните титули на римскиот папа. Библијата ни кажува дека папството, Рим, е некој кој што ја одзема од Христа секојдневната, што и да значи тоа, а воспоставува нешто што е наречено мерзост на запустението, гнасен пустошник или безчесно опустошување. И дека од тогаш, Данијел ни кажува, ќе поминат 1290 дена. А блажен е оној што ќе дочека колку? 1335 дена. Што значат овие зборови? Србите велат живи били, па видели. Меѓутоа проблемот е дали ние ќе бидеме живи. Дали ние ќе бидеме живи во времето кога ќе се исполнуваат настаните за кои што зборуваат Данијел и Откровение. Дали ние ќе бидеме спремни да бидеме тогаш живи, а на Божја страна. Ако пак не сме спремни, или ако пак нема да бидеме тогаш живи, како ќе заминеме во гроб, ако Господ дозволи да заминеме во гроб, пред да дојде тоа време? Дали во гроб ќе заминеме спремни? Ќе се случат настани во многу блиска иднина, веќе почнува да се случуваат во светот. Веќе светот се погласно и погласно зборува за големите концентрациони логори кои што се градат во Америка. Ите, знаете, во времето на Втората светска војна, некои заробени Хитлерови агјутанти и офицери сведочеле дека
за време на самата војна не знаеле за концлогорите. Тоа е веројатно Гестапо го држал како доверлива информација. Меѓутоа денес во ерата на интернет ништо не може да се сокрие. Секој потек и на најголемите мокници на овој свет од некаде ќе процури, ќе истече и ќе се разбере. И се знае. Нека Господ ни даде дух, таков дух на милост и понизност, да се обрнеме ние денес кон Него. И да се удостоиме да живееме во времето, во последните денови, така како што ќе живеат оние што во книгата на пророкот Даниел се наречени мудри, разумни праведници, кои што ќе ги разберат времињата во кои што живеат. За разлика од безбожниците, кои што се наречени безумни и кои што ништо нема да разберат, бидејќи пијаните и заспаните ништо не разбираат. Нека му е фала и слава вечно. Амин.